Македонскиот пат кон Европската унија губи секаква смисла додека земјата станува заложник на геополитичките одлуки на сметка на реалните реформи. Во годишното експозе академик Живко Попов вели додека Брисел ги менува правилата во државата се соочува со внатрешна ерозија. Попов е дециден дека генералната партизација на институциите како рак рана влијае на функционалноста и го уништува капацитетот за действување. Со вака концепиран систем Македонија не само што тешко ќе ги отвара поглавјата, туку и го губи сопствениот институционален дигнитет. Наспроти децениските подготовки и болни реформи на земјите од Западен Балкан, особено жртвите што ги има поднесено Република Македонија, се нуди брз прием на Украина, Молдавија и Грузија. Нашите стратегиски партнери, кои се силни, треба да ја помогнат на Македонија поскоро да го заврши евроатлантскиот процес, затоа што секакво понатамошно жртвување и одолжување е премногу и губи секаква смисла. Во однос на спорот со нашите соседи со кои со векови живееме едни до други, некојаш со граница, некојаш без граница помеѓу нас, на маса имаме одличен предлог со предвидено одложено дејство што представува солидна основа за компромис, но за жал не се прифаќа за реализација. Посебен фокус беше ставен на правосудството. Академик Попов посочи дека судскиот совет не се покажал доволно силен и компетентен да ги наметне своите одлуки, што резултирало со минимална доверба кај граѓаните. Имено судскиот совет во неговото досегашно действување не се покажа доволно силен и убедлив да ги наметнува своите одлуки во државата. Што се очекува да биде променето со новиот закон, што ја афектира оваа институција од посебно општествено значење. А што е особено важно, тука се инсистира сега членовите да мора да се одредат на најискусните и најиминентни правници во државата, пред се суди, адвокати, обвинители, универзитетски професори, што секако треба да донесе позитивни резултати. Па затоа, можеби заради вакви личности во другите држави се нарекува и Висок судски совет. Во време кога се одбележуваат 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, од Ману нагласуваа дека Македонија е единствената земја без свој национален јазичен корпус, за што најавија свој стратешки проект за заштита на јазичниот идентитет. Академијата алармираше и за одливот на мозоци и ги пофали реформите во високото образование, но и побараа итно донесување на законските измени со кои ќе се гарантира институционалната стабилност на највисоката научна установа во земјава. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.